Председателе, точката број 2, одлука за објавување на јавен оглас за именување на членови на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од редовен однос во втор степен, согласно член 77, став 2, предлагам оваа точка да стане точка број 10. Мислам дека имаме и поважни работи за кои треба да дискутираме и да им дадеме приоритет во работењето на ова собрание. И затоа барам оваа точка на дневниот ред да стане 10-та точка, а исто така во овој дневен ред имаме и закони кои што, како што каже и координаторот на пратеничката група, се со технички грешки, кои понатака не може да се поправат или ќе биде многу тешко да се поправат. И повторно ќе треба да правите гимнастика и да го кршите деловникот, но не ги враќате на преработка и доработка. Со образложение дека немате право да ја цените содржината на истиот закон, а од друга страна знаевте да ја оцените иницијативата за референдум, дека не била во согласност со Уставот, нешто што не е ваша работа и обврска да го правите, но нема каде да бегате од народот. Од народот не се бега. И за брзо ќе треба да се соочите со гневот на народот, кој ќе ви каже на следните предвремени парламентарни избори што мисли за вас и за работењето на ова парламентарно мнозинство и за дивеењето на ова парламентарно мнозинство со институциите и општо со целата држава. Ова посебно важи за СДСМ, кои немаат храброст да се соочат со македонскиот народ и да ја прифатат иницијативата за референдум, па се заскриваат позади председателот на Собранието Талат Џафери, кој е познат по кршењето на Уставот и на деловникот на Собранието на Република Македонија и така дозволува да таа иницијатива се отфрли, но ќе ви кажам дека не можете да избегате од народот, па тој ќе ви го кажи своето мислење на следните парламентарни избори. Ви благодарам.